Господине Змјанац, ги слушнавме последните информации за 14-месечното бебе. Би рекол дека овде одговорноста лежи во институциите или прецизно каде затајуваат институциите за превенција на едни вакви случаи? Па сите три случаи што ги напоменавте имаат една слична алка, нитка што ги следи, а тоа е дека имаме систем кој наместо да ги заштитува зајак, не поддржува ранливите категории на граѓани, деца и оние кои се обидуваат да бидат одговорни родители, не успеваат во тоа и системот многу често ги наградува само со парична помош без при тоа да врши надзор, мониторинг, следење како се остварува родителското право, дали се способни, кадарни да воспитуваат, негуваат, згрижуваат дете, дали се вработени, дали имаат кров над глава, дали се образовани и дали навистина можат да одговорат на сите предизвици кои ги демне секојдневно овие ранливи категории на семејства. Трагичниот случај со трите деца кои изгореа беше запалена аларма дека социјалните служби не се на терен, дека не се доволно екипирани, дека немаат доволно капацитет да се справат со потребите на граѓаните и отпосле се ангажираат институциите. Слично ќе се случи и со овој случај, слично се случи и со 25 мај, каде што се подобруваат условите за грижа со штитениците во 25 мај. Тоа значи дека реагираме отпосле, тоа значи дека медиумите и граѓанскиот сектор и граѓаните мора да бидат дежурни сведоци, свест на општеството за да го... Впрочем, медиумите се тие кои што алармираат. Да, медиумите се тие кои алармираат, меѓутоа една функционална држава не треба да се доведе во ситуација да медиумот ги детектира состојбите и жалните статистички бројки на погинати деца, на изгорени деца, на повредени деца, туку колку успешни приказни има во оваа држава каде што центрите социјална работа со нивните тимови успеале навремено да подигнат со родителот едно семејство и да го извадат на прав пат. Тоа е успешна приказна. Значи, ние се претворивме како хроника на жални статистики, на црни бројки, каде што сиромашните се уште посиромашни, обесправените се уште пообесправени, ранливите се уште поранливи, затоа што имаме нефункционален систем на социјална грижа и заштита. Професорке, од психолошки аспект, ако институцијата е таа која што ненавремено реагирала, пак затаила во овој случај, тогаш каде е одговорноста? Може да ја бараме во родителите или колективно во општеството, бидејќи потврдило, не ги препознало токму сите сигнали кои што укажувале дека ова може да се случи? Така. Јас мислам дека е доволно јасно за сите во што е проблемот. Сигурно дека секој родител не ја извршува функцијата на родителство онака како што треба, со прифаќање на детето, топлина, задоволување на неговите потреби, поставување на граници, воспитување и така натака. Значи, не секој родител е способен за тоа, но за среќа повеќето се. Сега, постојат родители, постојат луѓе кои што тоа не го прават. Најверојатно се работи сега, не знам, за некоја нефункционална личност, Еве вака ако да прашам. Нефункционално семејство, ама и самата личност на родителот, најверојатно нешто постои тука патолошко сега, кое што води до вакви несакани последици. Така, баш да го прецизирам прашањето. Психолошки објаснато, постои ли термин кој што објаснува како еден родител може да го занемари, нелогично е бидејќи, да го занемари собственото дете? Како може? Па може, затоа што едноставно е таков. Едноставно е ладен, едноставно си има некои поважни работи и приоритети за него. Кога ќе се изнервира најпрвиот објект на кој што наидува, односно субјект е детето и на кој што ги исфрла сите своји гневови што ги носи. Па дури ќе кажа можеби и некоја и патологија. Но според мене сето тоа се случува. Има една
приказна што се раскажува за животните. Например, кога ќе види, например, овие послабите животни, кога ќе видат во шумата доаѓа лав да ги изеде, некои, еве, например, мајмуници, некои мајмуници си ги зимаат децата и бегаат, некои го оставаат мајмунчето и бегаат сами да се спасат. Што значи дека дури и во природата и во животинскиот свет сите родители не се исти. Да. Но проблемот е во средината во која што живеат тие семејства. Значи, таа треба да препознае, а како што рече и колегата, и сигурно дека институциите тука се најважни, Центарот за социјална работа повеќе треба да е упатен во сето тоа што се случува во регионот за кој што е одговорен. Така, Затоа што има села каде што има раздалеченост на куќи по километри, не се знае што се случува, еве се вели дека мајката важела за добра мајка, а како може да е добра мајка кога се случило ова, што значи дека не се ни познаваат, можеби не се ни знаат меѓу себе во тие мали места толку добро, а пак во големите места, во градовите, мислам дека тука треба да се алармира секој што ќе го забележи насилството врз децата. Од страна на родителот, комши, значи не мора да е и социјален работник, било кој што ќе забележи дека родителот врши насилство врз детето, физичко го малтретира, го тепе и така, треба да реагира во, не знам, центри за социјална работа, дури МВР и така натака да се превземе нешто. Но еве има безброј случаи. Во Шведска има и закони за тоа. Во Шведска има закон. Ако не е случајот, ако не е известен МВР или не знам за насилство што се случува врз дете или меѓу маж и жена или во едно семејство, а комшиите знаеле, тогаш и тие исто така може да одговараат за кривично дело и така. Да, може ли да се каже дека сме социјално, социолошки оттугени едни од други? Бидејќи има случаеви кога соседите приметиле семејно насилство или пак друг вид на насилство кој што се случува во одреден дом, меѓутоа немаат храброст или пак не е храброст она што недостасува да го пријават во центрите. Па можеби тука треба да се работи на таа не храброст, туку што е во ред да се направи, или не е тоа храброст. Дали можеби не знаат каде треба да се јават сега, зависи од местото. Тоа што се случило било во село каде што не знам не дали има и телефони и милициски станици каде се наоѓаат, можеби па и не ги интересира. Едноставно што велите оттуѓаност се случува, но тука треба да се алармира. Значи, забележување на насилството и реагирање во институции што се одговорни за такви случаи. Од детска хирургија велат дека бебето имало трагење насилство и претходно, што значи било изложено на логично е дека било изложено на несоодветен третман. Која е пораката или во овој случај механизмот кој што Меѓаши го предлага до социјалните служби кои што ја вршат ли доволно својата работа? Па механизмот е ако немаме доволно капацитетни кадрни родители кои квалитетно ќе го остварат родителското право, секако крајна мерка одземање родителско право, но пред да се одземе родителско право треба да се врши следење на тоа семејство, колку реално може да ги остварат родителските обврски кои ги има секој еден родител. И со самата информација дека ова девојка од 20 години, млада мајка, била без родители, родителска грижа, притоа била под заштита, би рекол, на центрите за социјална помош со добивање на материјална помош. Тоа укажува на фактот дека, како и претходниот случај во Велес, каде што исто биле корисници со минимална социјална помош, дека центрите за социјална работа недоволно посветуваат внимание на секој индивидуален случај и дека со давање на символична материјална помош смета дека го решаваат проблемот на едно семејство кое е специфично само по себе. Има специфични потреби. Можеби оваа мајка требала да биде охрабрена да го пријави насилството, можеби имала причина зашто не пријавувала на време и сега ние откако дознаваме за ова и се згрозуваме, доделуваме старата. Освен измената, ако мајката била... Во претходниот случај имаше обид... Во претходниот случај исто така имаше обид да бидат обвинети двајцата родители поради заклучување на децата кои изгореа.
Истите тие родители тражеле помош од Центарот за социјална работа, наводно им давале стан под кириони, барале бесплатен стан, значи живееле во субстандардни услови без вода, струја. Сега веќе поголемиот син ќе биде вработен, значи ние како општество реагираме откако ќе се случи нешто и се мобилизираат и граѓански сектор, и медиуми, и градоначалници, и Министерството за труд и социјална политика, укажува дека немаме развиен систем кој навремено ќе ги детектира потребите на граѓаните, специфични за секое семејство и ќе ги охрабрува за самодржливост. Значи без образување, без едукација, без кров над глава, без услови елементарни за живот, без следење на остварување на родителско право, без психосоцијална подршка, ние не можеме да очекуваме дека секое семејство е спремно да се справува со потешкотиите кои секојдневно ги гони. И тоа е една многу важна мисија и задача на Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа. Не е доволно еден социјален работник на 500 случаеви. Тоа треба да се, значи треба тие да бидат постојано со граѓаните, да им бидат сервис, да им бидат секојдневна подршка, за да може со нивна помош да се справа со потребите и проблемите. Значи, ако кажем има деца на улица, ајде децата да ги отргнеме на улица, да им даеме старатели. Тие можеби родители исто така имаат потреба да бидат образовани. Дајте да почнеме на време со вклучување на децата во градинка. Дајте да ги вработиме барем еден од семејството во овие ранливи категории. Не е доволно социјална помош, дефинитивно, и кога некој ќе биде ставен во системот, дали образовен, воспитнен или со вработување, има поголеми шанси тоа семејство да биде следено. Дали од работодавачот, дали од воспитувачот во градинка, дали од воспитно-образовниот кадар во училиште. Значи, вие ако не го имате семејството кое е ранливо и не знае секогаш да одговори соодветно на потешкотиите, вие го губите и станувате држава со жална статистика на загинати деца, изгорени, претепани и така натаму. И отпосле се мобилизираме, реагираме, се згрозуваме, ќе кажем, овој систем има врши дополнителна виктимизација и травматизација на жртвите и би рекол е соучесник со како систем на тоа што им се случува на семејства. Бидејќи мислејќи дека им помага? Не, они со еднократна парична помош или со материјална парична помош, за нив е завршена приказната. Не е завршена приказната. Тоа семејство бара поддршка. Таа млада девојка сигурно имала голема потреба од поддршка. И ако, рековте вие дека била добра мајка, како може одеднаш сега да се случи да не го пријавила насилството? Зошто не го пријавила насилството? Кои потешкоти ги имала за да не го пријави насилството? Дали може би таа мајка која низиниот сопруг бил во затвор, може би била под закана, под притисок на пошироката заедница? Како да се допре токму до тие семејства? До тие мајки, до тие родители? Центарот за социјална работа, ќе кажам, социјалниот работник е единствен кој може да тропне на вратата преку социјалната помош да ја детектира состојбата во семејството. Тоа не може ни психолог, ни педагог. Тоа не може никој освен социјалниот работник. Тоа е неговата задача. Да биде на терен, мобилен, да отиде да изврши увид во состојбата, да направи соодветна проценка на секое семејство кои потреби ги има и да работи заедно. Дали со градоначалникот за вклучување на сите деца во училиште, дали со социјално одговорни компании да им се обезбеди на ранливи категории деца обувки, облека, дали со останатите ресорни министерства да се следат тие ранливи категории. Значи, многу работа има, системот треба да биде во спрега. Кога се случуваат вакви проблеми, се префрла одговорноста на сите нив и никој не е одговорен и на крај сега ќе биде одговорна мајката. Ќе биде одговорна двете, таткото и мајката кои им изгореа трите деца. Ќе биде одговорен тој татко што го дал девојчето во 25 мај, каде што беше жртва на проституција и трговија со луѓе. Значи, не можеме така да ги гледаме работите, така се многу едноставни, а всушност има многу голема потреба во тој процес на јакнење на семејството за самодржливост, самопомош, да некој од институциите, бидејќи кога немаме доволен капацитет на одговорно родителство, а не сите родители може да бидат кадрни и спремни да бидат одговорни, системот е тој кој треба да помогне во такви случаи. Ке побарам од професорка Шубановска подоцна да го објасни таа поврзаност на детето со родителите, надоврзувајќи се на одговорот на вашето на прашањето кон вас. Детската амбасада Меѓаши
се бори за заштита токму на ние сме спроведували кампања за одговорно родителство. Дали денес го гушнавте вашето дете? Дали му кажавте колку го сакате? Дали денес разговаравте? Заштита на права на деца. Алармираме цело време дека има невидлива бројка на деца, фантоми кои може да исчезнат од мапата во Република Македонија, никој да не знае дали се грабнати, киднапирани, тргувани со органи, проституирани или не знам што. Постојано кажуваме колкава бројка на деца не одат во училиште. Алармираме буџетот да се отвори за ранливи категории на деца да тргнат во градинка од трето одделение, тоа е првиот чекор за задолжително воспитание и образование уште третата година. Кажуваме дека центрите за социјална работа не се доволно екипирани, тие самите признаваат, не треба јас да ви кажам дека не се доволно екипирани. Тоа значи треба да се зголеми буџетот за таа намена, треба да се вработат млади социјални работници кои имаат емпатија да им помогнат на ова ранливи категории на семејства. Значи да не зборувам за бракоразводни постапки каде што се штанцат решенија по ист дефолт, без при тоа да се гледа специфично секое семејство како се решава тој проблем. И многу други кои социјалните работници имаат премногу ингеренции, а нема доволно капацитет. Тука е проблемот на настанување, и не само што ќе се повторува, туку ќе продолжи да се повторува, се додека министерката Мила Царовска не си го екипира системот, не побара зголемување на буџетот, не вработи нови луѓе и не се стават во функција на граѓаните и бидат на терен. А терен тоа значи дека секојдневно со граѓаните потребите да ги следат и да им помогнат. Бидејќи ја наметнавте темата со социјалните работници, на Запад тоа поинаку се прави. Таму се во постојана контрола и ако се утврди дека родителот материјално не е способен да го одгледува детето, го земаат, без разлика на емотивната врска. Има ли државата доволно згрижувачки семејства? Да ги одземе родителското право на сите тие кои ќе детектираат слабости? Дали има капацитет да одземе толку деца колку што ќе ги згрижи со квалитетно згрижувачко семејство за нивниот правилен раст и развој на децата? Во што е проблемот што него стартува тој програм? А колку згрижувачки семејства има во Македонија? Подготвени да згрижат дете исто? Многу малку и не се доволно наградени за тоа што го работат. Значи и тоа е нов проблем. Згрижувачката работа, згрижувачко семејство, тоа е втор родител, старател. Тоа значи повторно грижа за едно дете да го израснеш до 18 години. Тој родител треба да има емпатија да го прави тоа не само од материјална полза, туку да го прави тоа што сака да чува и изгрижува деца. Дали затоа што нема, дали затоа што сака, не мотивите нема да ги наблюдуваме, но главниот мотив е да сака да згрижува дете и да помогне во неговиот развој. И тоа треба се негува како култура, како вредносен систем во кој граѓаните ќе се вложат себе си, а државата ќе отвори доволно средства да ги награди за нивната способност за згрижување, чување, воспитување и правилен раст и развој на децата. Професорке, емотивната врска доволно ли е како оправдание да не се одземе детето, ако сакаме да превенираме и воидни на вакви случаи? Сигурно дека не е оправдано. Значи, доколку постои атачмент, се вика тоа, нели, емотивна врзаност меѓу мајката и детето, не е оправдано. Мислам, психолошки не е оправдано да се одземе детето од родителот, туку треба да се помогне на тоа семејство како да го изгледа детето во едни добри и стимулативни услови колку што може, нели, државата или општеството да го овозможи тоа, доколку не може семејството. Меѓутоа, никако доколку постои, пак ќе кажам, затоа што во некои односи меѓу родител дете и не мора да се создаде таква емотивна врзаност. Го зборевме и претходно, зависи од личноста на родителот, некогаш од личност и самото дете, ако е потешко дете, родителот не може тоа да го не се совпаѓаат со темпераментите и така натака. Значи не мора секогаш да се случи врзување емотивно меѓу мајката и детето или таткото и детето, но доколку постои, апсолутно не сме да се раскинува таа врска родител-дете со одземање на детето, туку треба да се помогне на семејството. Тоа треба да е крајна мерка. Да. Крајна мерка. Првиот пат кога разговаравме јас и вие, статистиката според УНИЦЕФ беше дека речиси 80% од родителите сметаат дека ќотекот е излезен од рајот, нешто што вие, за кое што вие не се согласивте, рековте дека некои од родителите дури и ги разгалуваат своите деца, па им допуштаат многу повеќе.
Ваквите случаи не се појавуваат само во социјално загрозените семејства. Ваквите случаи ги има без разлика какво е семејството, се додека има некоја дисфункционалност внатре. Можно ли е и тоа да биде причината за едни вакви случаи? Па сигурно дека е можно. Значи има занемарувачки родители кои што ги занемаруваат своите деца, не им посветуваат внимание, не поставуваат граници, контрола на однесување. Или пак премногу им дозволуваат. И самиот тој начин на однос на родителот кон детето не е заинтересиран. Сега гледате родители надвор излезени во кафиче, сите си гледаат во своите телефони, не знам не дали забележуваат каде им е детето или што е, уште од малецко. Мислам, јас извинувам, не да навредувам, меѓутоа го забележувам, да, често. Така што, значи, тука треба да се обрне внимание повеќе на љубовта, топлината, грижата и поставување на контроли, што е главната задача на воспитанието од страна на родителот. Значи треба да му дава љубов, топлина, сето тоа што велите, гушкање и така, да му кажува дека го сака, дека го прифаќа, дека е добро како дете, но одредени постапки не се добри и тие треба да се коригираат, да се постави граница. Значи тоа е добро родителство, а постојат и други многу попусливо родителство, непоставување граници, занемарувачко родителство каде што не ги интересира, едноставно си имаат своји проблеми родителите и детето не им е во прв план, да речеме, ниту втори, така. Што не треба да се случува. Што не треба апсолутно да се случува. Господин Изменац, во недостаток на доверба во институциите, дали во детската амбасада меѓаш имате често пријави за... Па се јавуваат на нашиот СОС телефон за деца и млади. Се јавуваат и, за жал, пак ќе кажам, сиромаштијата е број еден во последниве 3 години. Тоа значи дека граѓаните не знаат, не можат, не се секогаш спремни да се справат со неа. Исклучување на децата од образованието, бракоразводните постапки, физичкото насилство и сексуалната злоупотреба. Тие ни се 5 најглавни проблеми за кои се јавуваат деца, нивни родители, најблиски и тоа како генерален проблем. Она што мислам дека недостасува е повеќе на квалитетно посветено време на родителите со своите деца. Значи тоа не мора да биде со часови. Некојаш доволно и пола час, зависи. Колку што повеќе родителите им посветуваат време на своите деца, толку повеќе шанси имаат децата да дознаат, родители дознаат што се случува со детето. Дури јас некогаш и ги охрабрувам децата да првија започнат комуникацијата со своите родители, ако не се родителите присутни и се уште се таму од каде што доаѓаат во домот кога доаѓаат дома. Децата да потикнуваат и иницираат разговор, затоа што секој започнување на еден разговор е добра стартна основа да се детектира на време некој проблем со кој се соочува детето и да му се помогне. Сега, дали тоа ќе го направи родителот на време, или ќе успее да го направи психологот и педагогот во училиштето, или социјалниот работник од Центарот социјална работа, е многу важно кој прв ќе го детектира проблемот. Од некаде мора да се почне. Има родители кои ги малтретираат децата и сакаат да го сокрие тоа. Или не се доволно едуцирани дека физичкото насилство се санкционира и дека веќе не е оправдано како начин на воспитување и комуникација со своето дете. Некогаш родителите се жалат дека од немоќ ги удираат децата, значи не се спремни да комуницираат доволно со своите деца и не знаат како да комуницираат. Затоа сметам дека повторно Центар социјална работа треба пред да стапат во брак млади брачни парови, да им ги посочи обврските на едни брачни парови, другари и идни родители, што ги чека во обврските на родителствување. И кога стануваат родители исто да работат на охрабрување на родителствување. Родителствувањето на некој начин е зането, не може секој да биде вешт добар родител. Некојаш имаш добра волја, сакаш, а не знаеш како да постапиш. Исто така, кога се разведуваат родителите, треба да има процес советувалиште во Центарот социјална работа да им се објасни какви се трауми деца да ги чекаат при бракоразводната постапка, пак родителите малце да помислат, се премислат евентуално дали навистина е до таму дојдено да мора се разведат, што се ќе следи после тоа. Значи Центарот социјална работа има навистина многу работа и многу ингеренции
и повторно се надам дека овој апел ќе стигне до соодветните релевантни луѓе во владата и во министерството. Треба да се јакне овој сектор. Многу е важен, за жал сме социјална држава со многу невработени луѓе, со многу корисници на социјална помош и повторно ќе кажам како на почетокот не е доволно се даде парична помош, треба овие семејства да се јакнат во аспект на вработување, кров над глава, образование, навремено вклучување на децата во градинка, обувки, облека, да не бидат дискриминирани по основ на социјалниот статус, заради тоа не се вклучуваат на време ни во градинка, ни во училиште. Уште една група која што е изложена на опасност е децата кои што секојдневно ги гледаме низ улиците на Скопје. Дали некој проса, дали нешто подработуваат за некои ситни пари. Имате ли статистика колку деца се на улица, колку се згрижени со цел да превенираме да не се случува и да не дојде и до нив па отпосле да реагираме за ова? Постојано алармираме и даваме бројки кои кажуваме дека тоа се неформални бројки кои државата треба да ги потврди. За жал не добиваме одговор дали се тие бројки кои ние ги кажуваме точни, веродостојни или не. Имено кажуваме дека има околу 2,5 до 3.000 деца кои немаат извод од матична книга на родини. Државата до сега излегла со некој податок од 300 до 400 неевидентирани деца, сивата бројка може би и 10 пати. Кажуваме дека секојдневно, катадневно, низ крстосниците гледаме околу 2.000 деца кои питачат. Потоа велиме дека околу 18.500 деца не го завршиле, не почнале да учат, основно задолжително. Дека 200.000 луѓе не завршиле основно училиште, дека имаме за време на мај и септември деца чиј труд се злоупотребува, не одат на училиште, како успева да ги оправат. Тука има работа за трудови инспектори, просветни инспектори, значи што се случува со тие деца, зошто се злоупотреба нивниот труд. Значи повторно ќе кажам, системот мора да се стави во функција на граѓаните и тој сервис на граѓаните и да биде од помош и поддршка, затоа што клучни се првите години во правилниот раст и развој на детето. Ако ги испуштиме првите 5-6 години, се регрутираат или во питачи, или препродаваат дребули, или чуваат добиток, или чуваат помали братчиња и сестрички. Значи, тука имаме злоупотреба на децата и нивниот труд, а Македонија има ратификувана конвенцијата, меѓународната конвенција за трудот 182 и задолжителна е да ја почитува и да ја имплементира, за да не се доведеме во ситуација да биде критикувана во Комитетот за правата на детето во Женева, каде што од наша страна стигаат препораки, државата не им посветува повторно доволно внимание на препораките кои стигаат од Женева и повторно се случува да не повикувате во студио да ги дефинираме жалните бројки, кои вие ги кажавте за краток временски период, а има уште неколку случаи кои исто така не се разоткриени, наводно за мито за посвојување на деца, наводно за трговија со деца во болница од малолетнички, од штитенички од разни институции и така натаму, каде што и правобранителот, народниот правобранител има сомнеш. Сите тие работи држава дека не ги разоткрие, ќе се создаде една недоверба во институциите на системот, не само како систем кој не помага, туку и како систем кој дополнително не прави да бидеме ранливи, да бидеме обесправени, да не се чувствуваме безбедни и сигурни. Професорке, каде е образованието? Не може да нема поврзаност помеѓу ова што се случува со образованието, како едукацијата на детето, така и едукацијата на родителот. Па секако дека важно значење, клучно значење има и образованието, покрај она воспитание и нега што му ја нуди првично семејството на детето. Училиштето е втор фактор на социализација. Наставниците понекогаш се викаат и втори родители, што значи дека на некој начин може да бидат и замена на родителот кога се во училиште. Веќе односот, оној што беше порано авторитарен, претирана строгост, да се бара претирана дисциплина, е во ова време 21 век надминат, што значи дека и наставникот и училиштето треба да пристапуваат кон децата воспитно на кој начин, на начин пријателски, дека тие се во училиштето за нив, за децата, за учениците, да им помогнат во сите нивни проблеми, најмногу во учењето. Значи да се создаде една демократска, да речем, атмосфера со авторитети. Значи не авторитарност, туку авторитетност. Наставници кои што учениците си ги сакаат,
а тоа се оние кои што им помагаат, кои што им приоѓаат со разбирање заради секакви, не знам, проблеми или ситуации на кои што наидуваат децата. Тие наставници се добри и тие се наставници на 21. век. Значи, веќе наставникот, исто како и родителот, треба да и училиштето да покаже грижа, топлина и воспитување на детето, да го проложи она што би требало да го има во семејството. Така. Дали може да се стави на скалило што е поважно, формалното или неформалното образование и воспитание од дома? За децата или за наставниците? За деца. Па и формалното и неформалното сега. И двете се важни, меѓутоа кој е оно што го гради личноста? Сигурно дека е важно, затоа е нели задолжително, меѓутоа неформалното не знам на кое мислите, на оние што одат и курсеви и така на тие. И улицата и домашното воспитување. Да, улицата како образование, да ви кажам, не е сосема и не треба да се исклучи, и тоа им е потребно на децата, понекогаш и уличното образование, што значи социализација. Значи да знае како со децата, со врсниците, тоа пак од дома се учи, кои вредности да ги проценуваат кај своите врсници, како да ги избираат другарите, како да се дружат, на кој начин да се дружат, како да ги надменуваат конфликтите кои што се чести во другарството. Дали со агресија или со разговор или асертивност, докажување, разговарање. Така што она што ја викаме под наводници улична школа не е добра ако е само улична школа, нели? Но и без таа улична школа некогаш и децата како да кажам, не можат па да се снајдат понатака во животот. Значи треба и едно и друго. Ако под неформално подразбирате и она социализација или дружење што го имаат децата со врсниците. Тука има еден проблем во образованието, кога некои од наставниците велат како јас ќе го воспитувам детето кога доаѓа со домашно невоспитание. И најчесто ја префрлат одговорноста, па родителот нека си ги воспита децата, па така натаму и така натаму. Повторно ќе кажам, не секој родител е спремен, кадарен да воспитува. Можеби не знае, можеби толку знае. Тоа не значи дека не го сака детето. Тука има голема разлика од воспитувањето, исто така е... Ама тоа апсолутно се извинам, не е важно дали го сака. Важна е перцепцијата на детето како се однесува родителот кон него. Океј, љубовта е доминантна. Тоа го прави и развива неговата личност. Се создава врска, кога се создава комуникација врска, настапува и процес на грижа, чување, воспитување и така натаму. Она што е проблем со образованието, вие кој го кажавте, што ние немаме воспитување класично во образовниот систем. Како мислите немаме? Така имаме проблем во воспитување. Значи ние имаме образовен процес без воспитна компонента или воспитна компонента занемарена со нагласок на образовната компонента. Тоа ви е нашиот образовен систем. Најважно е знаењето, тоа мислите да... Да, значи вие во образовен систем имате дете кое оди таму да учи, да научи материјал кој таков како што е, а при тоа наставниците нема доволно време за комуникација со своите деца. Психологот се уште се третира како баба Рога, каде што ќе одиш под казна заради нешто направено, не детектирано на време за да се превенира, него кога нешто ќе се случи. А наставниците се жала дека од преголема обврска кон наставата и кон дневникот нема доволно време за комуникација со децата, нема воншколски активности во рамките на училиштето, доволно, и од граѓански сектор и од самото училиште. И повторно децата се препуштени или на улицата или на родителите. А последователно тие се потенцијалните родители во иднина. А родители И тоа се имитира модел, тоа значи повторно ќе кажем, кампањата не случајно беше благонаклоно прифатена од граѓаните, дали денес го гушнате вашето дете. Значи немаше граѓани кој не ни придој, не ни рекоа секоја чест ме подсетивте, 100 пати ќе го гуштам дете. Значи тоа е почетен контакт. Па потоа те сакам, сине те сакам, керко. Па разговор малце и веќе почва комуникација. Тука веќе е отсуството на комуникација е проблематично од аспект на или немање време, или презафатеност, или отсуство на комуникација. А кога имаш отсуство на комуникација, детето може да се повлече
сам во себе да најде виртуелна комуникација која можеби не е соодветна. Знаете, ви имате сајбер насилство, имате педофили кои демнеат на социјални мрежи, родителите не знаат секогаш како да направат родителска контрола околу тоа како се користи социјалниот медиум, компјутерот и така натаму, на кое место е, колку што е помало детето е толку поранливо. И имате жртви на сајбер насилство од страна. Потоа имате врсничко насилство, исто така во надворот, дворот училишен, во рамките на училишниот двор, каде што повторно не можат да се справат воспитно-образовните кадри со спречување на сајбер насилството, а и морам да бидам искрен, самиот медиум знае да продуцира насилство со сериите кои ги продуцира на своите телевизиски канали. Можеме да заклучиме дека освен системот, односно дека ни е потребен еден функционален систем во сферата на социјалната грижа и едно подобро образование. Јас ке ви се заблагодарам што бевте гости во Студио 1. Се надевам дека во некоја следна прилика не мора да ве бараме токму за вакви за нешто добро, успешна приказна. Да ги пофалиме институциите дека нешто добро направиле. Така. Обично за успешно не се повикува, за неуспешно. Да кога има проблем, тогаш се реагира. Да. А затоа зборуваме за превенција. Да. Почитувани, одиме со една кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини за денешното издание на вашето информативно и забавно Студио 1.